Да ги погледнеме кратките најави за денес. Советот на општина Охрид ја одржа 9-тата седница. Советот на општина Дебрца даде зелено светло за предлогот за прогласување на Белчишко блато за парк на природата. Иако и понатаму со позитивен предзнак, сепак наталитетот во Струшко бележи тренд на намалување. Граѓаните да не купуваат девизи во паника и водени од шпекулација, апелираат од Банкарската асоциација и од Народна банка. Повторно опожарена трска во Калишта. Со содржините на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид студено утро, а во текот на денот сончево време со локална облачност и потопло со измерени максимални 10 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда облачно и потопло со пораст и на ноќните температури. Во среда на северозападна, западна и југозападна Европа умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, ветровито и релативно топло за овој период од годината. Локално врнежи од дожд и во источна Европа, во останатите делови од стариот континент стабилно со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде релативно потопло со пораст на температурите. Во централните делови од Балканот локално слаби врнежи од дожд, на југ умерено облачно со сончеви периоди. Максималните дневни температури на полуостровот од 12 до 15 степени. Во Македонија во среда потопло утро со утрински температури во пораст поради зголемена облачност. Во текот на денот умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и релативно топло. Минималните од -5 до +2, максималните дневни од 10 до 17 степени во Македонија. Во Охрид во среда умерено облачно време со сончеви периоди и потопло, минималната 1, дневната 12. Во четврток и петок умерено облачно време. Услови за сосем слаб и локален дожд, минималната 1, односно -2, дневната 10 до 9 степени. Во сабота веќе умерено облачно време. Ќе има сончеви периоди, минималната -5, дневната +5 степени. Викенд акција во Миса Маркети. Вегета 500 грама 149 денари. Кикирики 350 грама 49 денари. Маслинки каламата 1 килограм 229 денари. Велнес интегрален кекс 210 грама 47 денари. Родон туна 52, 69 или 85 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Советниците не ги усвоија годишните извештаи за работењето во минатата година на јавното предпријатие Водовод, Нискоградба и градски гробишта.
Мнозинството исто така не даде зелено светло за извештаите за работењето на локалната самоуправа и реализацијата на развојните програми за минатата година. Додека пак едногласно беа усвоени неколку точки, меѓу кои што се формирање на Советот на потрошувачи и отварање на Центар за церебрална парализа. На денешната 9-та седница на Градскиот совет не поминаа годишните извештаи за работењето во минатата година за јавните предпријатија Водовод, Нискоградба и градски гробишта. Советниците ги разгледуваа извештаите за сработеното во 2021 година за овие предпријатија, дискутираа и гласа за измени и дополнување на одлуки од важноста за работата и на јавните предпријатија Билјанини извори и јавното предпријатие Комуналец. Јавните предпријатија и локалната самоуправа тонат во финансиски загуби, се соочуваат со тешкоти за исплата на тековни трошоци и за исплата на плати за вработените како резултат на работата на претходните раководства и на превработеноста. Енергетската криза, ценовните шокови со енергенците и новата минимална плата само ќе ја доовлошат состојбата на јавните предпријатија. Председателот на Совет Сајшо Донев упати критики на сметка на владата за тоа што во последниот пакет антикризни мерки нема помош за општините. Видливо е дека јавните предпријатија од година во година тонат. Меѓутоа, кажав, треба да се направи еден пресек, бидејќи сега со минималната плата и со новата цена на електричната енергија, дефинитивно јавните предпријатија за кратко ќе бидат пред колапс. Не е се во прашање милион или 2 милиони денари на годишно ниво, во прашање се многу милиони, односно многу денари, кои што директорите на јавните предпријатија заедно со локалната самоуправа не ќе можат и не ќе најдат начин како да ги сервисираат. Советниците од мнозинството не дадоа зелено светло нити за извештаите кои што се однесуваа на реализираните програми и проекти за изминатата година на општинските сектори и оделенија, а одговорниците упатија критики за нереализирани проекти. Советничката Живка Ангеловска од редовите на коалицијата на СДСМ потсети дека колегите од позицијата не треба да го минимизираат фактот дека во минатата година, споредено со 2020 година, во услови на тешка пандемиска криза успеале да реализираат голема приходна ставка во општинскиот буџет од 65 милиони денари. Во однос на реализацијата на приходната ставка на овој буџет таа изнесува 81%. Во една кризна година, во една година на избори, во една година на пандемија каде што се чувствуваа последиците, се чувствуваат и денес, меѓутоа и минатата година беа на уште поголем обем. Ова иста општинска администрација беше и тогаш и сега е, меѓутоа за разлика од вас, јас во оваа прилика сакам едноставно да им изразам почит и благодарност затоа што во една тешка година успеале да реализираат 81% на приходи. Покрај годишните сметки, извештаите за работењето во минатата година на јавните предпријатија и локалната самоуправа беа разгледувани извештаите за финансиското работење на основните и средните општински училишта, како и отворениот граѓански универзитет за доживотно учење. Меѓу 84 точки на дневен ред беа и 20 точки од сферата на урбанизмот и легализацијата на бесправно изградени објекти. Советниците едногласно усвоија и неколку одлуки, меѓу кои и прифаќање на иницијативата за отстапување на времено користење простор за формирање на Центар за церебрална парализа во Охрид. Советот на општина Дебарца денеска на 6-та редовна седница го усвои предлогот за прогласување на Белчишко блато за споменик на природата. Советот на општина Дебрца донесе одлука за предлагање за прогласување на заштитено подрачје Белчишко блато Сини Вирој во категорија парк на природата, врз основа на студијата за валоризација на Белчишкото блато. Со оваа одлука и официјално се иницира постапката за добивање на заштитен статус согласно националното законодавство. Одлуката и студијата ќе бидат доставени до Министерството за животна средина и просторно планирање. Советот на општина Дебрца на денешната седница ги усвои извештајот за остварување на буџетот и завршната сметка за 2021 година, извештајот за материјално-техничко и финансиско работење на Основното училиште Дебрца.
Советот ја донесе годишната програма за општите мерки за заштита на населението од заразни болести на територијата на општина Дебрца за 2022 година. Советниците изгласа и одлука за давање на времено користење на задружниот дом во село Лактиње за потребите на местната заедница. Советот донесе и одлука за доделување еднократна субвенција од 45.000 денари на јавното предпријатие за комунална дејност Дебрца наменски за технички преглед и регистрација на товарно моторно возило. Се намалува наталитетот во Струшко. Во последните 10 години во Струшката болница се бележи пат на новороденчиња од 20%. Сепак, во Струга, за разлика од поголем број градови во земјава, се уште има позитивен природен прираст. Се намалува бројот на новороденчиња во Струшко. Споредбено со пред 10 години, наталитетот бележи пад од 20%. Во 2020 година на Струшкото гинеколошко оделение имало 680 породувања, но во 2021 580, односно точно 100 новороденчиња помалку. И покрај намалениот наталитет на оделението има зголемен обем на работа, бидејќи поради недостиг на гинеколози во Дебар, 90% од родилките од Дебарско се породуваат во Струга, каде има 7 специјалисти по гинекологија. До сега имаме 71 раѓање. Како што може да се види, ние имаме, како и во цела Македонија, имаме пад на наталитетот, за разлика од другите години. На наше оделение доаѓаат за породување од Дебар, Охрид, Ресен, Кичево и мислам дека се задоволни пациентите од оделението, од персоналот. Во изминативе 2 години во пандемијата имало голем број родилки позитивни на коронавирусот. Дел од нив се препраќаа во Скопје, дел поради итноста се згрижуваа во Струга. Имавме и такви случаи каде што итноста, породувањето веќе започнато и немавме можност да ги транспортираме за Скопје. Тие сме ги породили тука, презедени сите мерки за заштита и нега на мајката и бебето и персоналот. Може да се види дека во последно време, колку што сме виделе од статистиките, дека имаме поголем број на предвремени породувања. Во 2011 година во Струга се родиле 701 новороденче. 10 години подоцна бројот на новороденчиња е намален на 571 и покрај намалувањето на наталитетот, сепак во Струшко се уште има позитивен природен прираст. Според податоците на Државниот завод за статистика, во последното тромесечје лани во Струга се родиле 131 бебе, а умреле 116 лица, односно има природен прираст со индекс 15. Граѓаните да не купуваат девизи во паника водени од шпекулации, апелираат од Македонската банкарска асоциација. Народната банка ги засилила контролите врз менувачниците за да се спречи шпекулативно однесување. Домашната валута е стабилна и има доволни количини девизи на пазарот, смирува гувернерката Бежоска. Менувачките работи кај банките се одвиваат непречено, информираат од Македонската банкарска асоциација. Од асоциацијата посочуваат дека банките располагаат со доволно девизна готовина и девизи за задоволување на сите потреби на граѓаните. Притоа, курсевите по кои се спроведуваат трансакциите се транспарентни, јавно објавени на секое менувачко место и се на стабилно ниво. Апелираме до граѓаните непотребно да не се изложуваат на трошоци менувајќи ги своите денарски средства во девизи, а притоа водени единствено од шпекулациите и лажните вести присутни во овој период, порача од Банкарската асоциација. Истовремено подсетуваат дека банкарскиот систем е високо капитализиран и ликвиден и како и во досегашниот период има потенцијал за справување со шокови и на тамошна поддршка на компаниите и на граѓаните. Народната банка пак веќе има засилена контрола врз работењето на менувачниците со цел како што велат оттаму да се спречи шпекулативно однесување на одредени менувачници. Гувернерката Анита Ангеловска Бежоска во изјава за МИА кажа дека во тек се засилени инспекциски контроли од страна на Народна банка по менувачниците како и дека согласно регулативата тие не смеат да чуваат девизи и да не вршат менувачко работење. Ваквото однесување може да се санкционира вклучително и со одземање на дозволата за работа, порачува
гувернерката. Таа истакнува дека домашната валута е стабилна, но и дека има доволно количини девизи на пазарот доколку некој сака да купи. Продолжуваат сообраќајните контроли во јавниот превоз. Во полицискиот билтен информација и за повторно опожарување на трска. Вчера околу 14 часот во Оделението за внатрешни работи Струга пријавен е пожар на трска покрај брегот на Охридското езеро во атарот на Струшкото село Калишта, во кој нема повредени лица. Интервенирала територијалната противпожарна единица од Струга. Се превземаат мерки за расчистување на настанот. Предходниот ден околу 19 часот настанал пожар во местноста Краста во атарот на Струшкото село Делогожда. Повредени лица нема, а пожарот бил изгаснат од противпожарната единица Струга. Во Охрид пак вчера околу 9 часот и 30 минути пред деловен објект лоциран на булевар Железничка нарушен е јавниот ред и мир, при што 34 годишна охриѓанка физички нападнала 31 годишна сограѓанка. По целосно документирање на настанот ќе биде поднесена соодветна пријава, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Продолжуваат акциските контроли кај превозниците што вршат јавен превоз на патници. Во текот на вчерашниот ден полициските службеници во Охрид извршиле контрола на 12 автобуси, при што не констатирале технички или други неисправности. Истовремено затекнале и санкционирале 6 пешаци кои преминале коловоз на необележан пешачки премин. Да ги погледнеме вестите што ги пренесоа странските новински агенции. Светот денеска. Европската Унија утрово официјално го договори четвртиот пакет санкции против Русија, вклучувајќи замрзнување на имотот и забрана за патување на Роман Абрамовиќ. Сите детали се очекува да бидат објавени подоцна денеска. Забраната дојде по разговорот меѓу лидерите на Европската Унија во Версај во четвртокот и петокот. Санкциите се насочени кон 600 руски граѓани, што францускиот министер за финансии Бруно Лемер го нарече историска одлука. Санкциите се проширени на клучните олигарси, лобисти и пропагандисти кои го туркаат наративот на Кремљ за ситуацијата во Украина, како и на клучните компании во воздухопловниот, воениот и двојната употреба, бродоградбата и инженерскиот сектор, соопшти Европскиот совет. Премиерите на Чешка, Полска и Словенија ќе отпатуваат за Киев за да се сретнат со председателот Володомир Зеленски, како представници на Европската Унија, објави чешкиот премиер Петер Фјала на социјалните мрежи. Целта на посетата е да се потврди недвосмислената поддршка на целата Европска Унија за суверенитетот и независноста на Украина. Целта на оваа посета, како што додаде тој, е исто така да се представи широк пакет поддршка за Украина и украинците. Главниот дел од клучната меѓународна одбранбена вежба Студена реакција започна во Норвешка, земја која се граничи со Русија, а во вежбата учествуваат голем број членки на НАТО. Вежбата, во која се вклучени многу други членки на НАТО, започна денес и ќе заврши на 1 април, изјави портпаролот на норвешкиот генерал штаб. Главните активности оваа недела ќе се одвиваат на море и во воздух. Денешните нови случаи на COVID-19 во Кина се повеќе од двојно повисоки од предходниот ден. Националната здравствена комисија соопшти дека само за 24 часа се пријавени 3602 нови инфекции од вчерашните 1337. Нови смртни случаи нема, речиси 3/4 од новите инфекции се пријавени во провинцијата Джилин, со помали епидемии во повеќе од 10 други провинции и поголеми градови како Пекинг и Шангај. 9 милиони жители на Чангчун, главниот град на провинцијата, се во карантина од петокот. Провинцијските власти мобилизираа 7000 војници за да помогнат во борбата против пандемијата, а повеќе од 1000 медицински персонал пристигна во Джилин од другите делови на Кина. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.